Односите меѓу Скопје и Атина позитивно се развиваат и има уште многу простор за унапредување, порачаа шефовите на македонската и грчката дипломатија по денешната средба во Скопје. Една од клучните точки за кои се разговарало покрај ситуацијата во Авганистан и можноста за нова бегалска криза било имплементирањето на Преспанскиот договор кој двете земји го потпишаа во 2018-та. Сметам дека имплементацијата се одвива во задоволително темпо. Министерството за надворешни работи преку работна група ја следи имплементацијата на неделна основа и успеавме во изминативе месеци да направиме конкретни исчекори во имплементацијата, почнувајќи од промени на улиците, промени на ознаките на одредени објекти кои што беа останати во процесот на имплементација на Преспанскиот договор и со тоа значи само наметнување на сериозна динамика во имплементацијата на овој договор кој што е важен и за нашите билатерални односи, меѓутоа и генерално за регионалната соработка. Грција, како што кажа Дендијас, е задоволна од она што досега е направено за спроведување на договорот, како тргање на табли, како она на зградата на Министерството за надворешни работи или дополнувањето на името на археолошкиот музеј. Имплементацијата на Преспанскиот договор не е една бирократска работа, туку треба да се имплементира секое писмо, секоја буква и веќе 2,5 години подоцна гледаме дека има временска рамка за имплементација. Грција е и може да биде најтесен партнер на Северна Македонија и нејзин најдобар пријател. Грција како сосед има причина да се обезбеди стабилноста и благосостојбата на вашиот народ и затоа им велиме на нашите европски партнери дека Западен Балкан никогаш не смее пак да стане буре барут на Европа. Дендијас замина кога требаше да одговори на новинарските прашања за тоа зошто неговата земја е страната која не ја следи динамиката во имплементацијата на Преспанскиот договор со ратификување на 3 меморандуми во грчкиот парламент или промена на сообраќајните знаци на кои треба да пишува Северна Македонија. Наместо Дендијас одговори Османи. Прашањето кои што ги покренавте по однос на ратификацијата на одредени договори и меморандуми во грчкиот парламент ги отворив јас на средбата и прашањето на сообраќајните знаци во Грција и разговаравме и по однос на техничките причини за неисполнување на тие прашања во грчкиот парламент и се разбира дека договоривме и начин како тоа ќе се направи во наредниот период. Во однос на таблите да, објаснувањето е реално дека локалните власти се тие што не покажуваат ентузијазам. Меѓутоа и по однос на тоа прашање разговаравме пошироко и мислам дека во наредниот период ќе има решение и за тоа. Според Османи, Преспанскиот договор е во основата на билатералните односи меѓу двете земји. Тоа е неповратен процес и никој нема да дозволи да биде загрозен. Македонската страна вели дека најдобар сигнал дека политичките односи се развиваат како што треба се економските индикатори. За 8 месеци од 2021 трговската размена изнесувала 400 милиони евра и Грција се искачила од 5-то на 4-то место на трговски партнери на Северна Македонија. Дополнително зајакнување на соработката, но и дискусија за имплементирањето на Преспанскиот договор се очекува за време на посетата на претседателот Пендаровски на Атина, најавена за идниот месец. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.